на Социјалдемократската партија и се надевам дека ќе даде допринос во кампањата, допринос од аспект како треба да се работи, како треба да се делува и се разбира подобри од нека победи. Така, претпоставам дека она што го рековте и благодарам што ја најавивте господјата Чанева како кандидат за градоначалник од Социјалдемократската партија, претпоставам дека идејата е дека и помалите партии, не толку финансиски моќни, можат да обстојуваат и да имаат свое влијание и да дадат свој придонес. И верувам дека тоа е еден од мотивите, господја Чанева, да се нафатите на кандидатурата. Меѓутоа, кои се другите? Па најголем мотив беше тоа што одлуката што ја донесе Социјалдемократскиот сојуз дека ќе ги бойкотира изборите, за мене беше многу лоша одлука, бидејќи тоа не и треба на Република Македонија, поготово голема опозициона партија да бойкотира локални избори што се многу битни, тоа е погубно за граѓаните. Понудата дојде од председателот и од председателството во Скопје да се нафатам за градоначалничката кандидатура. Се нафатив мислам, чисто јас лично сметав дека на граѓаните треба да им се понуди повеќе можности или повеќе избор за гласање, дека не може да се оди со еден кандидат, без разлика колку да е тој добар и квалитетен и се, дека треба сепак да има избор кај граѓаните и дека тоа може да биде причина им изборите да бидат масовни. Зашто со бојкот на изборите може да се случи да нема и цензус, например, на излезеност, или пак, например, да не биде изразена волјата на гласачкото тело за тој градоначалник што ќе биде избран. Така да јас се нафатив на оваа функција, мислам на оваа кандидатура. Се надевам, не е битно да сега какви ќе бидат резултатите, бидејќи после Социјалдемократскиот сојуз пак се предомисли, се нафати и сега има 4 кандидати за градоначалници, не е битно значи веќе да како што ќе се гласи и кој ќе победи, многу е битно значи да бидат масовни. Најмасовни што може, тоа е мојот апел до граѓаните, и ако ги молам например да дадат поддршката за мене, дека е многу битно да докажат граѓаните дека се многу позрели од некои политички партии, дека не може никој да манипулира со нив дали да излезат или да не излезат, дали на избори, дали на референдум. Зашто праксата на СДСМ со години наназад, следејќи јас каква е кај нив, тие секогаш манипулираат со гласачкото тело. Еднаш ќе ги молат излегувите, после 2 месеци ќе им текне бойкотирате, овој референдум не смее да успее, овој референдум смее да успее, и мислам дека тоа е многу лошо граѓаните да се манипулираат во таа мера да некогаш и собствените интересите на граѓаните да бидат ставени за интересите партиски или лични. Што ќе направите? Да. Мене ми се чини дека забележувам дека вие на некој начин сте разочарани од однесувањето сакам, не сакам. Дали тоа беше лична ваша одлука, личен ваш револт кон таквото манипулирање со граѓаните? Да, јас мислам во Штип е познато дека бев член на СДСМ. И СДСМ со години видов дека работи по една матрица, значи таму мора да ги следите нивните матрици, ако не сте пожелен таму во таа партија и може да бидете изложени на различни притисоци. Јас не можев да издржам такви притисоци, затоа што многу пати ми се јавува, нема да излегуваш сега на референдум, кога беше референдумот за забраната на бойкотиња. Јас излегов на тој референдум спротивно на волјата на рководството. Значи лично со свој став. Со мој став личен. И сметам дека личен став треба да има секој што се бави со политика, поготово ако тој став одговара на интересите на граѓаните или на државата. Так. После рекоа имаше територијална поделба нели на Република Македонија, се собраа потписи за референдум да падне таа територијална поделба. Пак бојкот, нема да излегувате на референдум затоа што треба референдумот да падне. Дел. После ќе им текне например дека ќе има избори, па ќе нема избори. Така, во секој случај, вие кога се нафатите на кандидатурата, толку години живеете во Штип, имате свое размислување за Штип. Што му недостасува на Штип од вас како кандидат за градоначалник и што би направиле вие како градоначалник? Па јас, например, прво и основно што мислам дека на Штип најмногу му недостасува, тоа е брана на реката Отиња. Прво, браната, таа количина на вода, летно време врши акумулација на топлина, зимно време радијација. Значи ќе се смени малку климата за неколку степени и така граѓаните штедат на огрови на клими. Так. Второ, ако се сопра таа вода на река Отиња, тие метри квадратни на кеот на река Отиња ќе може да се стопанисува со тоа. Јас бев поддржувач на референдумот за да се изгради таа брана, не успеа. Меѓутоа сметам дека без разлика кој да биде градоначалник со текот на времето, бидејќи има некои средства од самопридонесот дека треба да се искористат наменски, значи во врска со водата. Инаку градот како град ние мислам со универзитетот малку живна, заради тоа треба да има малку посреден град, а улиците да бидат малку и почисти и посредени, тротоарите исто, шеталишта нормално да има исто. Квалитетно е водоснабдувањето во градот, меѓутоа може нешто да се подобри затоа што градот се шири. Има и нови населби. И сметам дека најмногу треба да се направи нешто во врска со младите. Значи сепак младите да имаат некој
мотив да се бават со спорт, да се бават со рекреативни дејности, во културата малку повеќе да се инвестира. Младите, например, во секции, драмски, литературни, не знам, мислам да се стимулираат младите да се бават со малку попродуктивни работи отколку со некои, да речеме, непродуктивни. Мене ми се чини дека Социјалдемократската партија испраќа една убава порака со кандидирањето на жена за градоначалник. Дали сметате дека, дали го гледате штип во иднина со кандидат градоначалник и на овие избори доколку ви дадат двојра и во иднина, затоа што кај нас некако тешко да тие работи. Па јас го гледам. Ова е добар потек, ми се чини. Па сепак мислам дека треба секогаш да има кандидат жена. Дали ќе успее да победи или не, не е битно. Со текот на времето сметам дека еден ден ќе има нашиот град градоначалник жена. Градот ни е таков, бидејќи носечката работна рака е во жените поради конфекциите, таков ни е градот. Значи сепак сметам дека еден ден, колку и да ќе мора градот да пружи шанси, мислам гласачкото тело да пружи шанси на некоја жена да видиме нейната креативност додека ќе оди во подобрување на условите во градот за живење и на средината. На почетокот рековте дека порачувате да излезат што е можно повеќе на гласање. Да. Што е вашата основна порака за во недела за изборите за граѓаните? Основна порака е значи да бидат мирни, фер, демократски и тоа секогаш било во Штип, така ќе биде и сега, се надевам. Нема да има инциденти, ако се најавуваат. Ги повикувам граѓаните значи мирно, достоинствено да излезат што е можно порано. Значи да не чекаат 19 часот вечер, да го дадат гласот за тоа што мислат дека е најдобар. Сепак треба да ја подржат и советничката листа што ќе му помогне на тој градоначалник. Значи градоначалник без мнозинство во советот нема да може да спроведе ниту една идеја. Така. И сметам дека граѓаните сепак ќе покажат голема зрелост како и секогаш, многу повеќе отколку некои политичари и дека ќе знаат правилно да изберат. Мислам дека овој пат има кандидати за градоначалници кои што стварно може да успеат. Имаат избор, така, имаат квалитет. избор, да, имаат избор за да го дадат својот глас таму кај што мислат дека најдобро. Ви благодарам многу, господин Јанески, вашата порака до Штипјани. Да, пораката ќе биде слична, нормално, масовно да излезат, да не прават многу калкулации. Од многу калкулации и многу пижманења денес, кутре нема голем